Те прашам, кои се причините за повлекување на езерова? Одговорот е комплексен, односно делумно се должи на промените во климата, кои што се до некаде природни, а делумно се должи и на климатските промени кои што се предизвикани од човекот. Нели ние зависиме од езерото и особено од луѓето кои што живеат тука зависат од езерото, особено од примерниот сектор, значи земјоделието го имаме, кои што неминовно мораат да си ги наводнуваат своите овошки, ниви и така натаму, и водата е нормално дека примарно потребна за сето тоа. Меѓутоа делумно со текот на годините се акумулира тој ефект од наводнувањето, да речеме, особено доколку се прави тоа малце на не најсуптилни или не најефикасни начини. Меѓутоа, главниот фактор се сепак промените во климата кои што може да бидат и човечки и природни. Што можеме да направиме ние да го спасиме езерото? Значи, ова е едно од најстарите езера што постојат во Европа. Ние го следиме нивото од 51 година иначе. И од тогаш, навака и откако знаеме и функционираме тука со некои модерни техники земјоделие и така натаму, ние сакаме да го одржиме вака. Нема лесен одговор на сето тоа, бидејќи многу реагира езерово едноставно на глобалните промени, така да максимум што може да направиме е да мониторираме и да знаеме до кај стигнала работа, до кај не се подземните води, дали доаѓаат фламингата и си одат, колку истекува под Галичица, колку имаме врнежи горе на планината и над 1000 метри. Имаме дополнителен момент што уште толку ја комплицира ситуацијата, а тоа е, знаеме дека езерово не е само во една држава. Тоа сега да кажем, езерото излегува на 3 држави. Мало поделено, да. Тоа за нас значи дека се ова што го збориме е пута 3 комплицирано. А има ли добра комуникација меѓу трите држави? Се подобрува работата. Решивме да оформиме мрежа официјална, Преспанет се вика, која што ќе е мрежа на невладини организации, еколошки невладини организации за Преспа, за да можеме и формално да почнеме да функционираме. Бидејќи логично, нели, тука ако земеме една риба да заштитуваме или да порибуваме, а она му се лови и не се заштитува, некако попусто, залудно ги правиме овие работи.